А ние се враќаме во студиото, млади спортисти, млади кошаркари, како што веќе најавив, ова се само дел од членовите на кошаркарскиот клуб Феникс 2010, бележат успешна сезона, неодамна се врати од Сараево, па ќе ми биде мило, ќе ми биде чест да ги представиме нивните успеси и да ја представиме работата на клубот. Прво ќе кажам добро утро за Дамјан Саздов, тренер и дел од Феникс 2010. Добре ни дојде. Добро утро, ви благодарам на поканата. Заедно со дел од екипата која што можеше да се ослободи од училишните обврски. Така. Можеме да се представиме, ете ќе почнеме од најсрамежливите. Или ајде највозбудените. Тремата од камера помина или каде ви е повеќе страв? Сега тука пред камера или на заболекар? Еве бидете искрени. На заболекар? Така да насмејте се. Тука? Леле, добро. Ајде да ни се представите. Добро утро, јас сум Амар Хот. Колку години имаш, само да кажеш? Јас имам 13 години. 13 години. Добро утро, јас сум Стефан Радевски, имам 12 години. Добро. Добро утро, јас сум Марко Ничевски, имам 13 години. Така. Добро утро, јас сум Јован Спасовски, имам 11 години. 11. Добро утро, јас сум Георги Мишев, имам 13 години. Добро утро, јас сум Горијан Станисавлев, имам 13 години. Добро утро, јас сум Марко Анчевски, имам 12 години. Добро утро, јас сум Павел Поповски, имам 13 години. 13. Значи сите сме тука до 14 години. Дамјан, неодамна се вративте од Сараево. Сакам, бидејќи тоа најактуелно, сакам да ги споделиме впечатоците и импресиите, како поминавте таму, кои беа најголемите предизвици со кои што се соочивте на турнирот, колку време бевте, некои детали околу тоа и со какви успеси ни се вративте. Така, значи ние бевме, ова е пресезон турнир кој што се одржава во Сараево од 5 до 7 септември. Таму се натпреваруваме со екипи од претежно од нашиот регион, односно од Балканскиот регион. Имаше представници од Црна Гора, представници од Словенија, каде што одиме таму за да си ги одмериме нашите сили, нели, на балканско ниво, општо и на европско ниво. Да видите докаде сте. Да видиме докаде сме, да. Бидејќи тоа ни е некое мерило за да видиме, нели, докаде сме, докаде напредуваме, дали што треба да се поправи. Што треба да се поправи и така. Така. Сега момците ќе ги прашам за Сараево да ни кажат своји впечатоци, што најмногу ви се допадна од турнирот таму, имате ли некои моменти од игрите кои што ви останаа, можеби во сеќавање? Кој би сакал да почне прв, ова е малку покомплицирано прашање, ете ајде. Па на турнирот спомнавме многу убаво. Јас лично запознав доста нови другарчиња. Така. Утакмиците беа многу интересни. Најинтересен момент беше кога го освоивме првото место. Многу убаво си поминавме, организацијата беше многу убава. Секој хотел беше доста убаво организиран и собите беа супер и храната беше доста одлична. Така да многу убаво си поминавме. Добро. Дали некој друг сака да ни каже? Да го дадеме микрофона таму, може? Ајде. Ево, не ве терам со сила. Ја сега прашувам кој сака. Јас многу убаво си поминав. Најинтересен момент ми беше кога освоивме турнирот, прво место. И хотелот беше многу добар. Храната прогласувањето прво место, како изгледа тогаш? Како се чувствувате? Многу убаво беше. Да? Да. Излегувате сите на терен тогаш? Да. Така? И тоа чувство е непроценливо. Така. Тоа сигурно ви е мотивација да бидете уште подобри во следнава сезона. Сакаш нешто да ни кажеш? Да, повели. Браво. Ја имам модели на турнири и сум знам како е. И знам има на утакмици трема, тоа све. И само на финале купивме, многу бев среќен и многу беше добро. Колку тренерот ви помага да станете подобри кошаркари од ова што сте? Му барате ли вие некогаш совет на него за нешто? Знаете да бидете само критични или велите ние сме најдобри? Или знаете некогаш да побарате совет? Што ви е тоа што? Ке ни тренерот многу помага, бидејќи без тренер не можеш да станеш играч. Како ќе станеш? Нема кој те научи. И сигурно во училиште после освојувањето, например, и на прво место сте главни фраери таму, така, имате со што да се фалите. Колку се чувствувате бидејќи посветувате дел од вашето слободно време на спорт и на кошарка? Нели, колку се чувствувате на училиште малку поразлични од другите врсници кои што не спортуваат ништо? Ги советувате ли некогаш колку е добар спортот, колку е добро, ете, не мора кошарка меѓутоа да си запишат да тренираат некој спорт? Се разговараат ли вакви теми помеѓу вас младите во училиште? Не? Не ги се добро? Ако побараат совет би им дале?
Ете, вас лично што ви промени тренирањето? Се чувствувате сигурно поубаво, сигурно се чувствувате помотивирани. Училиштето ви оди сигурно и подобро кога се спортува. Имаме подобри оценки, така? Поголема мотивација за учење. Дамјан, кога зборуваме за меѓународни надпревари, за учество и на надпревари дома, како би оцениле предходната сезона? Една оценка генерална, како би дали, како помине за целиот клуб? Предходната сезона во генерално пројде окей, значи има некоја средна оценка за мене и општо за нашиот клуб, иако они сепак завршија трето место, со генерација, играјки со деца една година поголеми од нив, иако тоа беше поголем мотив за нив за да напреднат повеќе, али у глобала сме задоволни, така да имаме простор повеќе за работа. Така. Како ги подготвувате овие млади спортисти за меѓународни надпревари? Не е ништо посебно, него исто како секој ден. Секој ден е различен и различен, секој ден имаме нови начини на тренирање, нови вежби, нови работи кои што треба да ги усовршиме до даден временски период. Така да ова е само плюс и плюс, овие турнири се плюс и плюс за да го исполниме ветуваното. И да си го проверат и своето знаење до каде сме и слично. Не случајно го прашувам ова, бидејќи млади луѓе се, очигледно доста мотивирани, видов со каков жар ни зборува ете за првото место во Сараево. Важни се овие клубови, без разлика сега дали зборуваме за кошарка или некој друг спорт, важни се за развој на нивниот тимски дух, за соработката меѓу себе. Како тренер, како тоа го доживуваш кога гледаш дека им го имаш пренесено на младите, бидејќи не е само тренингот, предпоставам, сето тоа што се случува, сите разговори што ги имате влијаат и врз нивното воспитување. Вака, значи, ние не сме само тренери, односно јас не сум само тренер, воопшто сум и педагог, спортски работник, каде што не само кошарка, него ги учам и на нивните спортски навики. Значи, им ја пренесувам кошарката како еден дел од животот нивни, каде што они треба да си го прифатат, нели, да живеат со тоа. Така да нивниот живот, нивните, нели, согласно со школските работи, со школските случаи што се случуваат таму, значи треба да се прилагодат временски, така да. Така. А како ја гледаш иднината на младата кошарка во Македонија? Еве, имаме таленти, имаме деца кои што навистина сакаат тоа да го тренираат, да дадат се од себе. Како според тебе, каде иднината? Според мене има дечиња, има и услови, има и работа, тренери кои што мораат да ги слушаат, за да, нели, си направат некоја кариера, така е понатака. Така. И ете за крај, што би им порачал на децата што сакаат да почнат да играат кошарка? Која би била твојата порака како тренер и што да очекуваме од новата сезона? Сигурно имате некоја стратегија и некои планови. Пред се сите дечиња што се заинтересирани можат слободно да почнат да тренираат кошарка, со тоа нели ќе имаат некој здрав менталитет, некои здрави навики. Општо и како спорт кошарка, за новата сезона би препорачал на децата, значи само да слушаат, да тренираат и све што е нивно ќе си дојде. Така да за оваа сезона имам големи очекувања, така да ќе видиме што ќе биде. Добро, ќе ни дојдете повторно на гости. Се надевам, да направиме едно резиме, како си остануваме во контакт. Дечки, ви благодарам, беше страшно? Не? Сакате сега сигурно веќе уште да трае, да, кога веќе завршивме, ама летнаа минутите. Ви благодарам што ни бевте гости и ќе ни дојдете повторно заедно со тренерот да споделиме некои други ваши успеси. Да газите добро во новата сезона, ветувате? Да. Благодарам уште еднаш за гостувањето, а ние продолжуваме на тема спорт. Колешката Лидија Чакар ги има деталите за петиот градски триатлон што ќе се одржи во Куманово. Информираме во следниве неколку минути преку разговор со Блаже Цоневски, триатлонец. На 28 септември во Куманово ќе се одржи петтиот градски триатлон.
Ова е настан на кој може да учествуваат надпреварувачи од сите можни возрасти и нуди идеални услови и за почетници и професионалци од овој спорт. Организаторите порачуваат: добре дојдене секој кој сака да доживее една нова авантура и да се направи себе си горд. На 28 септември на стартот ќе се појави и Блаже Цоневски, влюбеник во маратонските трки, велосипедизмот, но и спортот воопшто. Куманово е одбрано затоа што во Скопје не можеше да се одржи триатлонот, се префрли во Куманово. За прв пат ќе се одржи триатлон во Куманово. Оваа година е трет настан триатлонски. Првиот се организираше во Дојран, во покровителство на Триатлон Федерацијата на Македонија. Потоа се одржа Струга. Организатор беше 3 дисциплини од Струга, под покровителство исто така на Триатлон Федерацијата на Македонија, и овој ќе биде организиран од Триоджи Рейсинг тимот Македонија, исто така покровителство на Триатлон Федерацијата на Македонија. Ова не е ваше прво искуство во триатлонот и што всушност ќе се случува на 28 септември во Куманово? Како и секој триатлон, знаете, прво се почиња со пливање, 750 метри пливање, потоа се излегува од вода, транзиција, се качуваш на точак, 20 км возење точак и следното е трчањето. 5 км на крајот е трчањето. Сето тоа заедно би требало да се заврши за некои си саат и половина. Како се подготвувавте за овој настап? Па тековно. Јас се спремам за повеќе настани, например, за следниот скопски маратон и за велосипедски трки, така да сите тие спортови ги спојувам во едно и настапувам на сите триатлони во Македонија. Па веќе ми е рутина, повеќе од 10 години се такмичам, се надпреварувам во триатлон, се надпреварувам во Мастерс 3 категорија, таа е плюс 50 години, и во сите категории имаме доволно добар број на учесници. Исто така би ги пофалил клубовите кои што организираат млади деца, има повеќе категории, од најмали од 7 години, па потоа све до нашава категорија, до Мастерс 3. Како се движи историјатот на триатлонот во Македонија? Триатлонот започнува во Македонија негдека кон крајот на 20 век, негдека во 1998 година, колку што се сеќавам, на Матка. Прв пат го организира Ѓорги Кузмановски и од тогаш се одржуваат триатлоните во Македонија. Во последно време постојат 3 клуба кои што организираат. Јас се надпреварувам за Совка, Сојуз на спортови на Скопје. Кои се вашите очекувања од настапот во Куманово? Па секако во мојата категорија да бидам повторно на пиедесталот, да бидам меѓу првите 3. Инаку во последниве 2 бев првиот пат прво место, сега на вториот трето место, и иако во истиот ден се одржа и акватлонот во Охрид, таму бев прво место во категорија. И сите се бодуваат за државно првенство на Македонија, се собираат резултатите од сите 3 трки и тогаш се одредува кој е државен првак на крајот на сезоната. Триатлон или тробој е спортски надпревар во издржливост во кој се застапени дисциплините пливање, велосипедизам и трчање. И за крај, секако нашата последна содржина, колешката Сонја Стојановска, секој утро се грижи да ни го презентира времепловот и да не врати низ историјата со најзначајните настани кои што се случиле на денешен ден.